Како затвореници, 2 недели не знаевме што се случува. Вака пациентка која е пуштена дома без тестирање од Центарот за рехабилитација Козле го почнува своето сведочење. Таа за Алфа раскажува дека медицинскиот персонал бил без заштитна опрема, а за пациентите немало ниту сапун. Втората недела гледаме и више вратата ни беа закучени со синџир, што не можевме ние да искочиме, ни да купиме ништо. Таму што немавме ни сапунче у тоалетот, немавме хартија, значи немавме буквално ништо. Мислиш дека бевме затвореници. Со еден збор како би ги опишале условите? Катастрофа. Пациентката вели дека не на сите пациенти им е направен тест за корона и други кои со денови лежеле таму биле пуштени без тестирање во домашна изолација. Тие можат да бидат потенцијални носители на вирусот и ризик за нивните семејства. Значи не ве тестирале за вирусот? Не, ништо. Сметате дека треба да има одговорност за овој случај? Јас се плашам и тоа многу, јас сум стварно уплашена. Ама Козле ќе го заборам за цел живот. Ќе го оставам на Филипче тамо да тие он да лежи. Вчера здравствените власти обелоденија дека во заводот во Козле има десетина здравствени работници кои што се заразени со COVID-19, меѓу кои доктор, медицински сестри, физиотерапевти и болничари кои биле во постојан контакт со пациентите. Син на еден од пациентите на Facebook објави дека неговиот татко бил во контакт со позитивни на COVID-19. Откако излезе првиот случај со заболениот пациент, него експресно го пушти од болницата со цел да не се зарази. Иако татко ми е во домашна изолација, нема никакви симптоми на корона. Во разговор со неговиот физиотерапевт, денес се испоставило дека и физиотерапевтот и болничарот кој што им носел храна на пациентите се заразени од вирусот. Тој вели дека неговиот татко кој лежал таму 18 дена, бил пуштен без да му направат тест и да бидат сигурни дека се е во ред. Заводот е затворен и не работи, а како што тврдат здравствени власти се чекаат резултати за 16 пациенти, од кои е земен материјал. Сомнежот дека во оваа болница има заразени со COVID-19 се отвори откако пред 5 дена пациентот Тетово, кој таму бил хоспитализиран од 9 до 23 март со симптоми на вирус, бил пуштен на домашно лекување, а по инсистирање на семејството бил тестиран. Тој сега е на инфективната клиника.